Добар ден, добро дојдовте во понеделничкото издание на вестите на Канал 8. 120 поранешни работници се вратија на работа по рестартирањето на производните погони на компанијата Руен Инокс Автомобиле од Кочани. На свеченоста што викендов се одржа по тој повод, новите сопственици на фабриката рекоа дека се планира зголемување на бројот на вработените, враќање на поранешните странски пазари за автомобилски делови и отворање на наставни програми на Машинскиот факултет. Машинската индустрија во Кочани ќе ја продолжи 6-децениската традиција на поранешниот Руен заедно со 25-годишното искуство на Тинк Инокс, за да се врати имиџот на фабриката што беше гордост на градот. Тоа беше речено на свеченоста по повод рестартирањето на компанијата што сега го носи името Руен Инокс Автомобиле, а на која присуствуваа голем број партнери, соработници, сегашни и поранешни работници. Враќањето на фабриката во живот ќе значи раздвижување на стопанските текови во општината, истовремено можност за вработување на стручни кадри што порано работеа овде, како и новите кои доправа доаѓаат. Кочани има традиција за машинство, за техника, има многу занат во овој град и многу генерации се оставиле знаење, кое знаење ние сега должност ние да го пренесеме на младите кадри, за да повторно се вратат нашите дечиња да одат да студират машинство и да има кадарова фабрика да веќе никогаш нема вакви падови. Според Јорданов, плановите во Руен Инокс Автомобиле се големи, посебно за образувањето на новите стручни кадри. Во иднина, ако успееме да отвориме и факултет за машинство и за техника во овие простори, каде ќе можеме слободно да го искористиме институтот и лабораторијата за контрола која имаме во Руен, ние ќе направиме уште еден исчекор во знаењата на нашите млади кадри кои сакаме да останат во Кочани, да не одат во странство и да градат иднина овде со своите семејства. За обновувањето на процесот на производството досега новите сопственици вложиле околу 2,5 милиони евра, со што е обновена целата инфраструктура во фабриката, обезбедени се потребните репроматеријали, а веќе се потпишани и договори со поранешните купувачи од балканските и западноевропските земји. Веќе се примени околу 120 поранешни вработени, негде околу 20 дипломирани машински инженери, хемичари и металурзи. Сега примивме 15 млади кадри кои имат завршено факултети, а кои се спремени да направат дообука за да може да работат на ЦНЦ машини. За само 2 месеци од враќањето на фабриката во производство пристигнале нарачки за ламели и квачила за патнички и товарни возила во вредност од околу 600.000 евра, а наскоро се очекува склучување договори и со купувачи од Турција и Блискиот Исток. Поранешните работници во Руен, кои во фабриката го поминале работниот стаж, дојдоа на свеченоста по повод нејзиното рестартирање. Со многу емоции зборуваа за времето поминато во неа и за задоволство што таа сепак ќе продолжи со работа. Поголема група пензионери кои работниот век го поминале во некогашен Руен, дојдоа на свеченоста по повод рестартирањето на фабриката. Емотивно и радосно рекоа дека дошле на поранешните работни места за да го искажат задоволството што фабриката во која вградиле дел од себе ќе продолжи да живее и ќе биде можност за екзистенција на нови стручни кадри. После 14 години туку улеаме, имам големи позитивни работи за Ставчар и тоа што многу сакавме наш човек да застане за фирмата тука, да оде напред. Не можеме да задоволство да налееме, бидејќи после 10 години во пензија, од да се сети некој прв пат да го нашето искуство пренесеме, да видиме што е направено, што е изгубено. И секој пат сме расположени да помогнеме без разлика што во пензија. Ипак по 40 години оставивме тука, значи дека тоа е повеќе од нашиот живот. Ово задоволство го чекам со душа, да дојдам да видам како напредува Кочани. А ние, младите, нека останат да продолжат, а ние старите да почиваме со убаво, со добро и да не поштуват. Сите поштување да си имаме еден на друг. На приемот по повод свеченоста во Руен Инокс Автомобиле, пензионираните работници од фабриката рекоа дека се изненадени што некој се сетил и на нив, нудејќи го своето искуство и знаење за натамошен развој на компанијата. Подобро не може да биде.
Многу му благодариме на менаџерскиот тим на нова формираната фирма, да и честитаме се најдобро. Инаку јас сум исто пензионер, од сами 17-18 години сам во него и многу сум задоволен што овај пат новиот менаџерски тим не покани на оваа дивна прослава. Посебно сум задоволен дека ќе се отворат нови работни места за младите и сметам дека ќе биде добро рувен. За младите да има работа, а не е битно кој ќе го земи шо како. Затоа ние сме презадоволни од него и мислиме дека ќе биде се најдобро. Во времињата кога Руен беше гигант во машинската индустрија во Кочани и државата, вработуваше над 1000 работници, од кои по приватизацијата бројот беше преполовен, а пред да отиде во стечај по втор пат, останаа нешто повеќе од 300. Сегашните пензионери од Руен посакаа новата фабрика да го врати поранешниот број работници, со напредок во новите технологии во машинската и техничката индустрија. Нови обврски за такси компаниите што произлегуваат од законските измени. Тие ќе бидат дополнителен товар за нив со оглед на актуелните состојби што владеат во оваа дејност во Кочани. Големи проблеми во такси превозот излегува на површина на состанокот меѓу сопствениците на такси компании и општинските служби. Од 1 јануари едната година таксистите треба да поседуваат сертификат. Цената за негово обезбедување дополнително ќе ја одредува општината. Тоа е силен удар за сопствениците на компаниите кои се пожалија дека мака мачат со недостигот од таксисти, дел поради тоа што заминуваат на привремена работа во странство, но и поради попривлечните работни места со отворањето на нови фабрики во Кочани. Новите обврски произлегуваат од измените во Законот за превоз на патници. Сертификатот на таксистите ќе им важи и при премина од една во друга компанија. Доколку таксистот не поседува сертификат при инспекцијска контрола, казната ќе ја плати компанијата. Го презентиравме правилникот кој што е излезен на 30 јуни и она што следува после тој правилник дека за сите возачи на такси возила, во сите такси компании е потребно да имаат сертификати за такси воzač. Разговаравме и за други теми кои што ги тиштат и нашите сограѓани, нашите такси компании и се договоривме да имаме оваа комуникација да продолжи и понатаму и да она што следува да можеме да заеднички го решаваме. Димитровски им рече на газдите на компаниите дека сами прават грешка со возењето по фиксна нерентабилна цена од 50 денари. Тие од друга страна побараа одложување на примената на обврските. Се обидоа да го наметнат и проблемот со дивите таксисти и задавањето конечен удар на нелојалната конкуренција. Ние ги изнесовме нашите видувања за тие измени и наше што највише не теште во овој момент побаравме дека тој рок во кој треба да се согласиме ние како такси компанија е многу краток и побаравме тој рок да биде пролонгиран за барем уште една година. Друго, бевме информирани како ќе се одвива сите овие измени за добивање на сертификат на такси возачите. И тука изнесовме некои наши барања кои сметаме дека од страна на општината ќе бидат прифатени. Сопствениците на такси компаниите го посочија и проблемот со фискалните каси што не можат да ги набават дополнително или да ги префрлат од една на друга фирма. Од таксистите беше побарано да поднаучат основен англиски, заради што ќе им биде сугерирано од септември да посетуваат бесплатни курсеви. Беше разговарано и за непримерното облекување на дел од таксистите и воспоставување на дрескод. Со низа свечености, културни и спортски манифестации, Кочани го прослави својот празник Петровден. По тој повод се одража и традиционалната свечена седница на Советот, на која беа доделени општинските награди и признанија. Есма Реджепова Теодосиевска ја прими наградата за животно дело во име на починатиот сопруг Стево Теодосиевски, со што општина Кочани му оддаде највисоко признание на својот сограѓанин, кој градот и државата ги прослави ширум светот. На свечената седница на Советот на општина Кочани низ краток приказ беа представени постигнувањата на големиот музичар, педагог и хуманист, кој потекнува од овде и целиот свој живот не ги заборави сопствените корени, постојано навраќајќи се во градот.
Неговата животна сопатничка изрази благодарност за признанието и рече дека, иако не потекнува одовде, горда е за сите успеси што ги бележат градот и општината. Кога слушам на телевизија нешто се прави за Кочани и нешто се обновува, се работи, се радувам исто као Кочанка, се осеќам, затоа што многу луѓе ме прашуваат многу пати, викат, вие од Кочани ли сте родени, пошто го стават со Стево и мислат дека јас сум од Кочани. Ја благодарна сум за ова признание големо што го додели за Стево Теодосиевски, еден од најхуманите луѓе и најдобар педагог, музичар, маж, другар, све, кој е направил стварно доста да се чуе музиката во целиот свет. Наградата за значајни остварувања за развојот на општината меѓу двете петровденски празнувања годинава ја понесоа членките на женскиот фудбалски клуб Кочани, шампиони во првата македонска фудбалска лига за жени на Македонија. Во името на управата, стручниот штаб и председник на девојчината, јавно да ви се заблагодарам за укажаната чест оваа година женскиот фудбалски клуб Кочани да биде дел од наградените овој голем христијански и општински празник Петровден. Со надеж дека резултатите што ги постигнавме оваа година ќе продолжат и во идната година и на едно уште повисоко ниво. Уште еднаш ви се заблагодарувам и оваа награда ќе представува поттик и мотив за повисоки дострели во годините кои што предстојат. На свечената седница градоначалникот Димитровски направи кратка ретроспектива на постигањата во општината и нејзиниот развој во текот на изминатиот едногодишен период. Воглавно се работи за капиталните проекти кои што се во општината Кочани. Тоа е атмосферската канализација како предуслов за целосното решавање на отпадните води во општината Кочани и мислам дека не го спомена во моето излагање отпочнувањето на работите на Оризарска река и можеби најбитниот момент е странските инвестиции и рестартирањето на Руен. На свеченоста беше доделено и општинско признание за искажана несебична помош и хуманост на Милан Гошев од Оризари, возач во Кочанската болница, кој помогнал во спасувањето на повредените деца во сообраќајната несреќа на 1 мај минатата година, кога во близина на Оризари се преврте трактор. Исто така, признанија им беа доделени и на најдобрите ученици на генерацијата во основните и средните училишта, при што наградени беа Ангела Крстова од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, Душко Зашев од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, Тијана Јовик од Основното училиште Никола Карев, Благица Арсова од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, Лилјана Стоилова од Основното училиште Раде Кратовче, Љупка Коцева од Основното училиште Свети Кирил и Методи, Никола Стојчевски од Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари и Бојана Китанова и Марина Панова, ученички во Основното училиште Малина Попиванова. Виница го прослави Павловден, патрониот празник на општината. Одржана свечена седница на која беа доделени награди и пофалници за учениците што оствариле успех на државни и меѓународни надпревари. Свечената седница на Општинскиот совет на Виница помина во празнична атмосфера. Градоначалникот Донче во своето експозе со нота на отчет се осврна на проектите што ги реализираше локалната самоуправа во изминатата година помеѓу двата Павловдена, но и на тековните активности и идните планови. Овде ви ги спомнал асфалтирањата на повеќе локални патишта, изградбата на канализациони и водоводни мрежи во Виница и во населените места, изградбата на детската градинка во село Истибања и почнувањето на изградба на нова ламела во постоечката градинка во општина Виница, изградбата на новата индустријска зона, значи таму веќе привршуваме, изградени се водоводните, канализационите и атмосферските мрежи, останува асфалтирањето кој што во наредните 5 дена ќе почне, така до крајот на месецот и ќе ја пуштиме свечено во употреба оваа индустријска зона. Виница неделава започнува со изградба на атмосферската канализација, според градоначалникот Дончев, еден од капиталните проекти, пошто општината ќе се концентрира на уредување на влезот на општината со пешачка патека и осветлување, заради побезбедно движење во текот на втората смена на вработените во фабриките во индустријската зона, но и граѓаните кои ја посетуваат Виница. Еден од главните настани на прославата на Павловден беше и презентацијата на туристичкиот навигатор на општина Виница.
и една книга која што издадовме, една брошура која ја нарековме Виница низ фотографии, едно прекрасно издание каде што може да се видат прекрасни пейзажи од општина Виница. Без стандардните дискусии и конфронтации меѓу советниците, на празничната седница на Виничкиот совет, освен излагањето на градоначалникот Дончев, беа доделени и паричните награди и благодарниците за учениците кои освоиле високи места на државни и меѓународни надпреварувања. Поставка на фотографии од луѓе кои го одбележале политичкиот, економскиот и стопанскиот развој на Виница. Тоа воедно беше отворање и на новата уметничка галерија. Поставката се состоеше од 23 фотографии на луѓе кои го одбележале политичкиот, економскиот и стопанскиот развој на Виница, почнувајќи од 1952 година, кога таа почнува да функционира како општина. Меѓу нив е и Благој Лазаров, екс-председател на собранието на општината од 1990 до 1996 година. Ќе забележите на почетокот мандат од 6 години, но тоа беше период на преодниот општествено-политички период во Македонија. Со амандманите од 1990 од еднопартиски систем да се помине во повеќе партиски систем, не беа решени во уставните амандмани општините. Бидејќи до тогаш општините представуваа општествено-политичка заедница, кои се грижа за севкупниот живот во општината, како културниот, политичкиот, така здравството, образование, судство, затвор и сите институции беа финансирани од општествено-политичка заедница општина. Една од најзначајните личности која даде динамичен импулс на развојот на Виница како општина беше Горан Ангелов. Можем да кажем дека е една од најбитните работи. Може слободно да истакнеме дека во сите населени места добија питка вода за пиење, што представува предизвик за денешно општество, не пред 15 години. Сигурно плоштадот Ангел Винички ќе остане запаметен како еден од првите грандиозни објекти направен во Република Македонија. Гледаме Скопје се случи подоцна, речиси 15 години од тој настан. И секако салата, која речиси 90% беше завршена во мое време, ја отвори следниот градоначалник, господинот Маријан Костадинов. Тоа се некои крупни настани кои можеме да ги истакнеме во тој временски период, што мене лично ми представува задоволство, се надевам и на граѓаните на општина Виница. Ангелов во периодот од 2000 до 2005 година беше председател на заедницата на единиците на локалната самоуправа. Тој подвлекува клучни разлики во ингеренциите на локалните самоуправи во време на неговиот мандат и сега. Благодарејќи на мојата работа како председател на ЗЕЛС, сегашните градоначалници имаат надлежности кои воопшто не може да се споредат со нашите надлежности, но и финансиски средства. Ако буџетот на општина Виница некогаш бил 300, 400 до 500.000 германски марки или 250.000 евра, сегашниот буџет е 2, 3, 4 милиони евра. Значи самите бројки зборуваат, надлежностите, основното образование, средното образование, противпожарната заштита, социјалната заштита, комплетниот урбанизам, значи тоа се комплет нови надлежности кои ние можевме само да ги сунувавме. Ние бевме една проширена местна заедница која се нарекуваше општина, не само Виница, сите општини во Република Македонија. Со поставката на фотографиите од луѓе кои го одбележале политичкиот, економскиот и стопанскиот развој на Виница, беше отворена и новата галерија, која општината ќе ја отстапи на Сдруженијето на уметници УМ, кои потоа треба да ја надополнат со свој дел. Во најхуманиот град во државата традиционална крводарителска акција за Павловден. Крводарителската акција во општинската организација на Црвениот крст Виница по повод Павловден се одржа 4-та година поред. Како и секоја година, така и ова најде на голем одзив од страна на крводарителите. Инаку нашите крводарители знаат, редовните акции ги одржуваме секоја последна среда во месецот. А ова е акција за тие кои не можеле да дојдат, кои биле спречени или кои се посетители на празникот на градот, па по тој повод сакаат да истекнат и својата хуманост. Кога е во прашање крводарителството, Виница се уште го чува епитетот најхуман град во државата. Според бројот на жителите, оваа општина е меѓу најхуманите во Европа. Според бројките и показателите на за 30 години, планот за крводарување го остваруваме околу 300%, што е не државен, не европски, може и светски рекорд по бројот на жители. Ние се гордееме со тоа. Исто така е значајно да се истакне дека и
Сега, во овие 2 месеци, јули и август, затоа што поголем дел од населението е одселено и најповеќе по Италија, Германија и Швајцарија, како повратници во летни период, јули и август, доваѓаат и прво што ќе направат, ќе си уште еднаш потврдат хуманоста, ќе даруваат крв. Од Виничкиот огранок на Црвен крст очекуваат големи крводарителски акции токму во месеците јули и август. Како и на минатите акции, крв даруваше и градоначалникот Емил Дончев заедно со други локални функционери во Виница. Вечерна богослужба и духовна академија, како и света божествена литургија по повод одбележување на празникот и заштитникот на градот Петровден. На литургијата присуствуваа голем број верници, а со неја чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион, кој во паркот во Кочани го пресече и благослови празничниот леп и одржа пригодна беседа. Во Виница пак се празнуваше Павловден. Чествувањето и прославувањето на празникот на градот Кочани Петровден започна во петокот со вечерна богослужба во храмот Свети Великомачени Ѓорги, со која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на архимандритот на Лесновскиот манастир Дамаскин и свештеници од Брегалничката епархија. На вечерната богослужба на литините стихири се изнесе иконата на светите апостоли Петар и Павле и потоа митрополитот Иларион го благослови и пресече празничниот леп, пошто одржа пригодно слово. Истата вечер во амфитеатарот на Правниот факултет се одржа духовна академија, на која свој настап имаше црковниот хор Свето благовештение при храмот Свети Великомачени Ѓорги под диригентство на магистер Марија Лазарова. На академијата покрај многобројниот народ присуствуваше и градоначалникот Димитровски, пратеникот во собранието Иван Иванов и председателот на Советот Јордан Димитров. Наредниот ден во саботата на празникот на светите апостоли Петар и Павле во Кочанскиот храм митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на архимандритот Дамаскин и свештеници од Брегалничката епархија ослужи света архиерейска литургија, на која митрополитот одржа пригодна беседа. По светата литургија со иконата на светите апостоли Петар и Павле се изврши литија од храмот до паркот во Кучани, каде митрополитот Брегалнички го благослови и пресече празничниот леп и одржа пригодна беседа. Следниот ден, во неделата на празникот на собор на 12 апостоли Павловден, во храмот Свети Архангел Михаил во Виница, митрополитот Брегалнички во сослужение на свештеници од Брегалничката епархија ослужи света архиерейска литургија и одржа пригодна беседа. Постарите луѓе се потсетија како се празнувал Павловден пред многу години. Павловденот се празнуваше со различни активности. Порано и гости имаше од околните села, фолклорни секции, музички секции, учествува на Павловден. Виница беше развижено, гости доаѓа од повеќе места, од Оризари, од Кочани, Зарновци, од и Виница им возвраќаше на нивните празници, на Петровден, Зарновци, на Илинден. По светата литургија, господин Иларион, заедно со свештенослужителите, градоначалникот на општина Виница Емил Дончев и многобројниот православен народ, со иконата на светиот апостол Павле извршија литија од храмот Свети Архангел Михаил до градскиот плоштад во Виница, односно до параклисот посветен на светиот апостол Павле, каде го благослови и пресече празничниот леп. Кон одбележувањето на празникот на градот Петровден се придружија и членовите на Сдруженијето Слепи лица на Кочани. Тие организираа средба со своји гости од другите здруженија од државата, при што ги одмерија силите во шах и голбал. Слепите и слабовидни лица, членови на Сдруженијето на слепи од Кочани, викендов беа домаќини на празнична средба со своите гости од Куманово, Свети Николе и Штип во рамки на одбележувањето на Петровден. Вообичаено, освен дружењето, тие има и меѓусебно одмерување на силите и знањата во шах и голбал. Според председателот на Кочанското Сдружение на слепи, основната цел на ваквите среќавања е разменување искуства и јакнење на меѓусебната соработка и пријателство. Дружењето е најбитно да се дружат, да се видат. За победат не сме се борили, да речеме, чисто битно беше да се дружиме, да крене ќе биде уште едно како до другата година традиција да биде на Кочани, да може да се дружиме повеќе други градови да поканеме за повеќе друженија да поканеме. Толку се могуćности, толку ги поканеме. 3 здруженија, еве шах се одржа, еве голбал тука. Освен шах, членовите на Сдруженијата на слепи одиграа меѓусебни надпревари во голбал,
специфична спортска игра наменета за лицата со оштетен вид. Македонија има и своја репрезентација во оваа дисциплина и досега одиграла неколку меѓународни надпревари. Како репрезентација со Македонија и има репрезентација на Македонија што е составена, меѓународни турнири кои сме учествувале во Белград, Србија, Бугарија, Босна, Грчка и така да, Косово. Овој регион, Балканскиот регион, учествуваме во тие такви турнири меѓународни. Па слушајте се, зависи кога, како, меѓутоа тука сме средни. На средбата во Кочани присуствуваше и председателот на Националниот сојуз на слепи на Македонија, кој рече дека се разговарало и за актуелни прашања за правата на слабовидните и слепи лица. Се разговара, значи, за сите оние активности кои што треба слепите да ги организираат на локално ниво, а на државно ниво исто така ние пред известно време, пред 2 години, добивме и додаток за слепило, каде што се користат само од 99 и 100% над 2000 корисници има за слепи. Исто така имаме остварено и право за повласно патување меѓуградско и исто така некои издруженија кои што со локалната самоуправа имаат поголеми активности и поголемо разбирање, имаат и ослободување на локалните превозници, автобузи за поселава или градски, каде што има. Околу 2400 членови има Националниот сојуз на слепи на Македонија, кои се распоредени во 18 здруженија во градовите во државата. Членовите на Кочанското здружение планираат од догодина Петровденската спортска средба да стане традиционална. Фолклористите од Кочани, единствени представници од Македонија на меѓународниот фолклорен фестивал Добринишко лето 2014 во Добриниште, општина Банско, Република Бугарија. Успешно го представија македонскиот фолклор пред бугарската публика. Од 10 до 13 јули фолклористите од фолклорниот ансамбл Кочани учествуваа на третиот поред меѓународен фолклорен фестивал во Добриниште, општина Банско, Република Бугарија. Тие беа единствени представници од Македонија, а на фестивалот, кој трае цели 2 месеци, учествуваат фолклористи од разни држави – Унгарија, Холандија, Македонија и Бугарија, распоредени во 12 концерти. Во нашиот културен дом имаме членови од различни возрасти. Најмалиот член има само 3 години, а највозрастниот 87. Нашите членови посетуваат специализирани училишта за песни и ора. Во моментов функционираат 3 состави за песни, 7 за ора, 3 клуба за народни ора и 9 играорни детски групи. Фолклорното друштво Добриниште има настапувано во повеќе држави, меѓу кои и во Македонија. Ние сме воодушевени од вашиот настап вечерва и искуство, а ќе дојдеме кај вас за одбележување на деновите на Кочанскиот ориз. Задоволство ми е да контактираме и да соработуваме и понатаму со фолклорниот ансамбл Кочани. Ме радува што сте наши гости на фестивалот Добринишко лето 2014 и ние ќе дојдеме кај вас во месец октомври. Кочанските фолклористи се представија со Тропнело, Повардарие, малата група и големата со Жетварки, Тресеница и Источна. Добија силен аплауз од публиката, а по завршување на фестивалот добија благодарница за учество. Настапот заврши со заедничко оро на кое не остана рамнодушна и публиката и се фати заедно со бугарските и македонските фолклористи. И за крај информацијата од спортот. Ден пред финалето на светското првенство беше одигран и финалниот надпревар на овогодишниот Петровденски фудбалски турнир. Првото место го освои екипата на Елемент. Екипата на Кафе Бар Елемент го освои Петровденскиот фудбалски турнир. Големото финале не ја донесе очекуваната неизвестност. Елемент ја совлада екипата на Балканлукс со високи 4:0, полувреме 1:0. За третото место се избори Пикадили, кој во утешното мало финале го совлада Аледар со резултат 2:1, полувреме 2:0. По завршувањето на финалето беа прогласени најуспешните на турнирот. Најдобрите 3 екипи добија пехари со различна големина. Наградата беше парична и се состоеше од уплатата на котизацијата во вкупен износ од 36.000 денари.
Играчите на правопласираниот Елемент поделија 18.000 денари, второпласираниот Балканлукс заработи 12.000 денари, а третопласираната екипа на Пикадили 6.000 денари. Наградите ги доделија градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски и председателот на Советот на општината Јордан Димитров. За најдобрите поединци пак следува подароци во спортска опрема. Најдобар стрелец со 21 постигнат погодок беше Борче Петров од победничката екипа на Елемент. Тој беше и MVP на турнирот, а наградата ја подели со Благој Цонев од Аледар. За најдобар голман беше прогласен Томе Тунџев, исто така член на шампионската екипа на Елемент. Петровденскиот фудбалски турнир се организира од 2001 година. Ова беше негово 13-то издание. Завршија вестите на Канал 8 за првиот ден од ова работна недела. Довидување.